Агресијата и насилството кај децата зема се поголем замав, констатираат психолозите. Ваквото однесување најчесто е резултат на расправиите физичкото насилство меѓу нивните родители, но и се почестите видеоигри кои ги користат децата, за на крај да резултира со нивно самоповредување или физичко и вербално насилство кон нивните врсници. Значи, многу порано децата покажуваат агресивност, меѓутоа ние не ја приметуваме, дури ја забележуваме во училиштето кога ќе дојде, затоа што некој тоа го следи. А пред училиштето се сметаме дека е тоа детска игра. Никако да приметиме, да забележиме дека тоа е агресивна игра, каде што детето ја искажува својата агресивност, меѓутоа многу малку сме обучени како родители, мајки, татковци, дека не е тоа добра игра за детето, полна со агресија. Треба си го поставиме прашањето од каде таа агресија кај детето. Најдобра превенција е децата отворено да зборуваат за насилството кое го гледаат дома, но и да ги пријавуваат насилниците. Тоа многу ретко се случува, а голем проблем е и немањето на доволно кадар во самите училишта. Класичен пример е средното стручно земјоделско училиште Моша Пијаде во Тетово, каде има 800 ученици, а само еден психолог. Така остава впечаток во последниот период е потребата на учениците се повеќе да зборуваат и да бидат сослушани од некого. Не е тоа лесно, значи да стекнат довербата во некој, да може да почнат да зборуваат за тоа, но се трудиме и многу работиме на тоа. Најнапред во училиштето конкретно се превземаат такви мерки што при доаѓањето на нови генерации ги известуваме и ги информираме, значи зборувам за учениците во прва година, слободно и секогаш кога ќе се соочат со нешто такво, да дојдат и да го пријават кај психологот, кај стручните служби, кај самите наставници. Во средното училиште Моша Пијаде во Тетово беше организирана трибина како завршен дел од 8 одржани работилници на тема насилство. Констатирано дека агресијата може да се спречи со поголема едукација и повеќе работилници, каде отворено како родителите така и децата ќе зборуваат на оваа тема.